Еве книгата. Инаку се продаде тиражот за 48 часа. И мислам дека голем дел од гледачите пишуваат дека веќе им стигнала, ја читаат. Ама морав да чувам за вас двајца по еден примерок. Годините во затворот Дијарбекир минуваа бавно, а секој ден се претопуваше во следниот во монотон ритам на страдање. Тежината на својата казна Андон ја поднесуваше со тивок пркос, со мислите секогаш кон Марија и кон борбата за слобода на Македонија, кој го држае неговиот дух цврст, дури и кога неговото тело стануваше немоќно и солузни. Бруталните услови во затворот, оскудните оброци, студените зими и пеколните лета однесоа многу животи, но Андон преживуваше, одржуван од силниот оган во него. Во текот на третата година во затворот, Андон неочекувано се сретна со човекот што за секогаш ќе го промени текот на неговиот живот, војводата Васил Чакаларов. Браво. Чакаларов беше легенда меѓу македонските бутовници. Водач чии подвизи се прераскажуваа во песни и приказни. Андон не знаеше дека и тој е заробен од турците. Гласините велеа дека го предале андартите кои не можеле да го убијат. Затоа се поврзале со османлиите и заедно успеале да му постават стапица брзо по заробувањето на Андон. Меѓу затворските ѕидови Чакаларов беше почитуван, често опишуван како праведен и цврст човек, кој не се витка пред авторитети. Тој сега беше постар човек, неговата некогашна моќ Ќе исправиме второто издание. Да, некогашна моќна става сега беше свиткана од годините на мака и страдање, но неговите очи се уште гореа со жар за Македонија и борбата за слобода. Никој не знаеше кога Чакаларов бил пренесен во Дијарбекир. Се ширеа само муабети дека е изолиран во самица, неколку години некој познат бунтовник. Бунтовник без име. Бунтовник заборавен од светот и од другите затвореници. Во тој дел на затворот никој не можеше да влезе, ниту да излезе, без пранги и обиколен од куп стражари. Мислејќи дека го скршиле, видно ослабен, тие го пуштија познатиот бунтовник. Тогаш се расшири прв пат гласот дека во затворот е и Чакаларов. Толку. Другото ќе си го читате. Ама добар дел трефна. А? Знаеш дека добар дел е ова. Практично од нивното познанство ќе произлезе силата на Андон понатаму и тоа ќе го закомплицира дејството кога он ќе реши да отиде у Атина и таму да прави што ќе прави. Тоа е толку таму замешкано што ќе си читате.